Добро, сега, каде се роди и каде порасна? Јаска. Ти? Јас сум родена во Егејскиот дел на Македонија, во село Лесковец, Леринска околија. Родена сум на 8 или 4 новембар. Ајто, the 11. Не, 8 новембар. 8 новембар. На ден Митровден. Да, и каде порасна? Каде порасна во Лесковец, до 40-та година, 43-та година бев таму. На школја сама забавачи бев. Дојде Германија, школината се затворија, грчки не знам. Да пишам, да зборам. Не му кажеш. Дај ми шеќер. Да зборам. Ама 43-та поминавме за во Македонија. Вардарска Македонија. Татко ми беше кога дојдоа бугарите и германците и се народо сакаше за македонско и тогаш му се најде ченч, избега во Македонија и од Македонија го фаќа бугарите озеа војник во тоа. Дедо ми му беше страм да снаата да работа со него по нивето да оде у Гарудулу, не кладе нас во колата, не зај се до Кременица и му кажа на татко ми да дојде да не земе нас таму. Ојдовме во Битола, да живиш во едно румче. Многу сиромашка живот, многу лошо. Ние беме многу зафатени во селото. Од тамо да бегаш од јадење, од едно од друго, да одиш на без јадење, без ништо, многу мачно. По неколку години, али една година, две така, сестра ми големата, беа германците тогаш. Станата, во Битола живеевме до станицата. Ојде до станицата така, ко чупе, младо, и виде германците готоварваја возо со овци. Таа си рекла, јас не седам во Битола појке. Се пикна во вагоните и си ојде до помина со овците. Застане во една станица во таму кај Лерин, некаде, не знам како се вика станицата, и пушја овците, германци, и тоа чекаше. И таа избега. И излезе од таму настрана и му веле на едни луѓе, јас сум од Лесковец, кај е пато да ми кажете од Лесковец? За Лесковец кај да одам? Го упутија кај да оде, до вечерта стигна сестра ми, кај нашата кујка, значи во тоа. Ние бараме Вангелица га нема. Нигде ја нема. Некој од комшите туа таму, ние видовме кај Стајшино да оде, кај станицата, шо е. Разбравме од таа кај отиде. У тоа време, со бојот со тие работи, бугарите, германците почнаа да бегат од Битола. Јаска со брат ми, и Марето беше мала, седиме до еден мост, до еден бунар, во кујката шо рентавне. И врве еден аероплан од скора и плюска. Братето ми беше од таа страна така и воа исто. И јас трчав, озедов брат ми, ако не отргнав, ке го отепаја тогаш. Отргнав и ова и замина аеропланот. А куршумите потамо поминаја. Се уплашив многу, Јаска. Од таа упла јас се разболив многу. Многу се разболив. И стана
мама ојде во Бач, не зеде и нас, децата. Ојдоме во Бач, јас паднах многу болна, на умирање, значи толку болна. Разбрае тета ми и тетин ми од селото и дојдоа, ние беме преку граница сама, многу близко. И ме зедоја мене. Ме зедоја, зајса во селото. И тамо се најдов и сестра ми, ама не останеме многу време. Тамо постојавме малку време, избегавме, па назад во Македонија. Од Македонија си дојде и татко ми од Бугарија. И сега, кај ке не носе? У Битола нема работа. Ке ојме во Војводина. И ојдовме во Бачко Доброполе. Тамо фати работа, тој беше пекар, леп праеше. Да меси леп. И мајка ми и ние децата мали на школија, ова беше мало. Седиме не знам колку една година така, сега ќе се враќаме па назад за во Македонија. Не, обенди са татко ми и мајка ми во Србија. Најдвајнето назад, стегна татко ми пендико, слепото црево, и му пукна. Оттаму дојде амбулантата, окрена татко ми во болница во Белград. Ние останавме мали деца и мајка ми на станицата. И спомеѓу линиите тамо. И шо велиш, не прашаја кај ојте луѓето тие од станицата, ојме за во Битола. Не зедоја, не кладоја во возо за во Македонија да одиме. Стигнавме тамо, у Македонија со возо. Нема кај да одиме ние. Мама жена од село, ние мали деца, кај ке не такова. Туку врведен човек со количката, продаваше такво кромит, пиперки и такви работи. И не виде нас таму, се име на пато. Веле, од кај сте вие? Па мама му веле, ние сме од Лесковец, ама така и така ни е работата. Мажот ми уфати стомакот да го боле, озеа во болница и јас останав со децата тоа, нема кај да одам. Јас сум рече од забрдени човеко. Елте рече, јас имам кујќа. Елте, не качи нас во колата и мама и не зеде кај него. Дедо Лазо, Бог да си опрости. Новај, не занесе кај него и седивме троа време. Сете се преселивме во Бајро, не знам дали имаш слушато. Знам, во Битола. Во Бајро. Не собраја сати шо беа од егејскиот дел на Македонија и не занесоа во возо како овците. И не занесоа во Крушевле, во Војводина. 5 станици од Сомбор натаму. Не сместија, орај. 2 села беме Гаково, ние беме во Крушевле. Казан имаше, значи, кладо е за јадење, па баш беше во нашиот двор. Ние кај што беме, орај беме таму. Седивме до 2 до 3 години таму. Ама па викна народо, сакаме да си одиме во Битола. Така направија. Си одиме во Битола, јас и сестра ми, сетне и мама дојде по нас. Значи, имавме многу тешка живот. Добро, ќе те прашам после. Сега, ти во кое место се роди и каде порасна? Јас се роди у село Неволари, у Македонија, и тамо порасна до 16 години. И кажи ми за селото, како изгледа селото? Селото наше е многу убаво. Ама нашата фамилија беше многу сиромашка. Да се каже правила. Требаше да работи. За што се занимававте таму? Што работевте? Нема нашите луѓе многу нивје. Требаше да земеме чужи нивје да работиме.
а другите луѓе не идава обајте нивје, идава чилите. И ние што работаме, не се преше долго. И живота ни беше, немаме леп да јајме да ти кажам. Да. Одеве, нас кои си одеве, зашто се учеме, не достава да говориме македонски, додека бев мала. Мајка ми не знаеше македонски, не знаеше грцки, па нито баба ми знаеше. Оти мајка ми преговори грцки, а за јас задоволија. 4 дена и 4 вечери. Но такви маки сме. Сете започнаа таму бојоите, кој што знаеш. Красно бојо помина. Беше Германија, беше тие другите. Најпоследното беше партизаните кои тој велеве. Браќа се бија тоа. Беше тешко. Да. Добро, и сега кажи ми, од детските години, ако се сеќаваш, еден убав спомен, дали се сеќаваш? Од селото, не знам, бораци ме носе на Сколија, од Сколија па ме носе зимно време беше. Не памтам од тие детски години. Сете кога беме во Македонија, од сиромашија ништо друго. Ништо друго. Кога ојдовме во Војводина, тамо беше убав живот. Имавме убав живот тамо, јадење, све имаше. Арно сакаше народот да се врати назад во Македонија и така направиме. Ено јас најдов мажот ми, во Крушевле беше и тој беше дојден од партизанството тамо. Се познаме тамо, со него, значи, си одевме не со мажот ми, со други. Теонолди беше од Каши, Оро секој недела. Секој недела на Оро бебе, со сестра ми, големата, ово беше мало. И што викаш, од тамо избегавме, дојдовме во Битола и се запознавме со мажот ми убаво и се зедовме. Значи, тоа ти е најубавиот спомен? Кога се зедовте? Или најлошиот? Најдобро. Така сакој, така во Австралија да работи. Си дојдов, ми се роди детето, тамо, во Битола, данас ми беше 9 месеци кога донесот ту во Австралија. Свекор ми не зеде. Свекор ми беше тука, печеци, мари 10 години беше свекор ми, тој се ту во Австралија. Тука најдовне тешката живот, оти со мало бебе, треба дојш да работаш, не стигат парите, едно друго. Ние сме поминавме. Добро, и од детските години, што ти е најубавиот спомен? Најубаво беше кога растеве со чупината. Што правевте со чупината? Што правеме? Си играме по редишчата, си правеме кујки, цветина си садеме, си плетеме, тие ни беа мали. Добро, и кажи ми за Великден во Македонија. Како го правевте Великден тамо? Великден го правиме многу убаво. Отимавам да кој лобаше, да ко кошка и на 18 парчина га преше. Да ти кажам право. И ви да баше кој да залаче. Отидат ли баше. И за тоа го чекаме Великден. Отидеме на црква, си градеме дома, си јадеме супа, со јајтата се кршеме и утре дената имаме многу убав ден, отимаме Оро на Мегдана. И ти за Великден што се сеќаваш во Македонија или во Србија или било каде? Во Србија, не толку во Македонија, појките години во Србија ги поминавме. И тамо јајца псуваве, такви работи, орајти со чупината, или повеќе фамилијата. Со фамилијата си се... Ама го славевте Великден секоја година? Го славевме. Да, добро. И сега, тие ќе ги прескокнам, ти ги одговоривте. Добро, сега роднини твои или во Егејска Македонија, или во Република Македонија имаш контакт се уште? Со никого. Со никого? Со никого немам контакт. Во Егејска дел на Македонија имам еден прв брачен и имам и золба тамо. Зето и золбата и внуците, ама немам веза со никого.
Да. До едно време, кој бев подобра, јас кој беше мажот ми жив, му пуштав по некој пара и такви работи, ама сега, јас чекам да ми даде некој. Да. Не да му пуштам. И така, прекинав веза. Да. И твои роднини во Македонија имаш контакт? Тамо, никој саде, мама има една сестра тамо, којто не такова бе. Моите роднини се појќе у Канада. И со они се лингаме, се такова бе. Одедам 4 пати и ги видам. Убаво, во кое место живеат? Торонто? У Торонто. И моите се тамо, да. Добро. Сега, кажи ми нешто смешно, ако ти текнува. Една смешка. Тоа во Австралија ќе ти кажам. Кажи. Слушам некој чука. Нешто, си вела, кој тропа така? Празна слама, а? Одам кај зет ми, тој прави, гес има надвор, му прави вратнички, врати на таквото, да не се гледа де се гесове. Огледам по и чука, шо правиш бе Миле? Ја рече и правим ја вратничките. Абе Миле, оти така, оти рече. Абе наоко шајките. Шајките од надвор убавото, од надвор точно тупе. Абе оти така Миле, оти рече. Абе ова требаше да биде од ова страна, не од таа страна. Рече будала јаска. Добро и... А ти жена рече да ми разпреш мене. Као, млабажот ми беше мајстор. Ами шајка си е шајка. Треба се закова одзгор. Ти нешто смешно? Таа имаше многу добра душа. И му да добете за колико кошка. Таа го зе ложо, му направи вака на кокошката и га пушчи. И кокошката се почна да скока не за која на кутричката, крстата башча. И требаше за те бајка ми да земи надо коле. Ами така. И сега, кој јадење најмногу ти се бендисва? Манџа со компери, со кароти и тромесе. Тоа е најомилено јадење. Е. И јадиш некои други јадења од други нации, кинеско, јапонско, нешто? Не јаска, она е сама, не јаска. Мене ме прашката ли, мене ме прашваш али сика. Тебе те Мене прашувам. не прашваш. Не такви работи. Не ми јадат и децата. И твоето најумилено јадење? Моето, да ти кажа, бишко печено саде сладината. Не така мене не слани, јас не, само дичето. Ти месото го јаш, јас сладината га јадам. Добро, и сега овие слики, земете 3, секој да земи 3, секој... И Васелото боле. И... Така се гледа коселото това е. Вајај, одмегнано на одмегнано на одере. Чекај. Истина ова се гледа како пикнико да е. Сега, уште 2 на паца. Ти му да, нека земи та. Пели си ти кој сакаш. Дај го на паца кој сакаш. Ова во Македонија ова. Да, кажи, што гледаш таму? Корека патот ти е направи. Ама не е драгоро. Не, драгоро е длабок. Не. Не знам многу Македонија. Добро, само кажи ми што гледаш на сликата. Не треба да кажеш Убави на нешто, дрвата. За дрвата дума да нема, убаво. Кујките стари, тоа ти кажам. Добро, кажи ја другата. Ова... Ајде, но шо е ова нешто? Тука. Ова се гледа како Австралија да е. Тако игра, не околиш некој клап. Шак е тој, шак. Шо игра? Не. Не знам, Мич. Ова како пикнико да е, а ова...
не можам да го цениш. но не. Добро, сега кажи ти што гледаш на твоите слики. Ваа слика е многу убава. Ми се чини се да бе во музеот од кај Мегданов на Угере кој што си ојбе исторедите којки. Да. Ваа слика е убава, кој бе млада, кој игра Мелоро, пуста младо до стари Давида. Младост. Младост. Ja. Ваа слика ми стои кој градо шопинг да ја прават. Подоќањето пари да арџелегето. И една стара баба има туа. Таа е турчинка, не стара баба. Еј, Сори. така каже. Баба ми моја имаше таква шамија. Кажи што има во сликата. Си има турбите и оде шопинг да си прават. Базар. Добро, благодарам.